Започнуваме на тема образование. Иницијатива е на Министерството за образование и наука, се разбира, е поддржано од Универзитетот Свети Кирил и Методи, особено од студентското собрание при УКИМ. Формирана е една иницијатива, здружение, која што е наречена Мостови.мк. А за што станува збор? Разговараме во студиото со Живе Ристовски, кој што всушност не доаѓа од здруженијето Мостови, а преку Skype вклучување ќе го имам Александар Николовски, тој е председателот на студентското собрание при УКИМ. Живе, добро утро. Добро утро. Добре ни дојде. Александар Закусо ќе ни се придружи во дискусијата, па еве да бидеме малку попрецизни и да дадеме еден вовед за Мостови МК. За каква иницијатива станува збор? Мостови МК е иницијатива во соработка со Министерството за образование и наука, како што кажавте. Нели тие стипендии што се за одење во странство, за минување, треба да се врати знаењето тука. Треба да се врати талентот дома. Ова е прв чекор за тоа знаење да го вратиме дома на малку пофлексибилен начин. Наместо да идат тука студенти затоа што си имале почнато кариери во странство, си имале започнато живот едноставно таму, имаат шанса да работат на проекти, како што е менторството на Мостови.мк, што го нудиме моментално во живо, да дадат и да вратат некој од знаењето што го стекнале во странство на домашните студенти и на крај на домашната економија. Главното прашање може би дали студентите сакаат да го вратат знаењето и колку е компатибилно тоа што го учат таму и начинот на кој што се едуцираат таму во западниот свет со она што ние го учиме тука, односно студентите го добиваат како знаење и како образование, високо образование во Македонија. Студентите од странство се доста ентузијастични. Од што имам пишано на околу 100 студенти, 35 имаат прифатено да бидат дел од оваа иницијатива на различен начин, не само менторство, работат и на проекти со градење, со предприемништво, истражувања самостојни и работилници, хакатони, нели, различни такви едукативни настани, преку кои се придонесува за домашното знаење тука. Знаењето што го стекнуваме во странство, можам да кажам од нели лично искуство како студент во Холандија, мислам дека е доста релевантно за тука, особено за студенти кои се интересираат за кариерен напредок, за вмрежување, за може заминување во странство за да го дополнат нивното знаење и после да се вратат тука. Значи, општо доста е релевантно и има заинтересираности од домашни студенти за да добијат менторство, па после тоа и да си останат во контакт со тие ментори, долготрајно да учат од нив. Живе, што студираше ти во странство? Студирав економија и бизнис економија со фокус на финансии. Каде во Холандија? Во Хронинген. Или Гронинген. Гронинген на нашки. Фудбал, да. Добро. Зошто се врати во Македонија? Уште не сум вратен во Македонија. Денес имам лет баш во 1,5 после епизодата. Но иницијативата е прв чекор за студенти како мене да може да се вратат тука и да работат на проекти и на иницијативи во кои веруваат. Сакаш да кажеш дека ви е потребно нешто што ќе ви отвори порти назад во државата да се вратите, конкретно некоја работна обврска. Мостови МК за тебе ќе биде портата за враќање назад. Што се ќе донесеш ти од Холандија? Од Холандија, прво, нели, знаењето што го стекнав во додипломските студии е доста релевантно за иницијативата што ја почнувам тука со Мостови, мрежата што ја имам од тамо исто стекнато, дали професионална, дали студентска мрежа е релевантна и може доста да помогне тука, но и општо таа култура што ја стекнавме тамо на посветеност на работа, на нели учење, седнување и учење и кога ќе завршиш со работа после тоа да имаш резултат, ред, е нешто што може да го донесеме дома и да го искористиме тука. Сериозни се институциите кои што се инволвирани во ова. Тоа е прво Министерството за образование на Македонија, а потоа и најстариот и најпрестижниот и најголемиот универзитет во државата, тоа е Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Сакале ние да признаеме или не, тоа е се уште број еден образовната институција во нашата држава. Како функционира
ова што го пропагирате, дали ги оправдува заложбите на овие сериозни институции во нашата земја? Да, сепак сме на почеток на проектот. Го почнавме во октомври. Откако испратив еден мејл до Министерство после моето дипломирање и покажавме иницијатива дека имаме некоја идеја за да се врати барем дел од знаењето дома. Институциите беа доста отворени за да не изслушаат и после тоа да не поддржат во смисла да ни дадат, не знам, инспирација и мотивација за ние да го продолжиме тоа и да го работиме на поголемо ниво. Исто така и со Универзитетот Кирил и Методи, со студенти како Александар од Универзитетското собрание. Има доста голема иницијатива и ентузијазам да се соработува со студенти од надвор, затоа што сме сепак на исто ниво, колку и да е различен универзитет, колку и да е различна држава. Млади сме, имаме идеи, имаме мотивација и само да се реализираат тие идеи треба. Ќе го вклучиме тука Александар Николовски, го споменавме, тој е председателот на студентското собрание при УКИМ. Александар, преку Skype вклучување си заедно со нас утринава. Добро утро официјално. Твоите заложби се сериозни, неуморни и во овој втор мандат кој што го добие како председател на студентското собрание. Знам и верувам во она што си го наумил и секоја чест како чекорите напред, имаш поддршка онаа што можеме да го забележиме. Александар, останува горлив проблем враќањето на студентите дома. Сме го збореле ова неколку пати. Имаше планови, имаше заложби, едно од нив е Мостови МК. Па еве, најдиректно ќе те прашам, зошто да се вратат нашите студенти во државата по стекнување на образование надвор на некој од светски познатите универзитети? Добро утро и благодарам за пофалбите и за нашата работа. Навистина се трудиме да промениме нешто веќе втора година како студенти. Иницијативата Мостови МК доаѓа баш во момент кога и ние целиме за остварување на соработка со истите студенти кои што се немаат вратено од странство, а државата вложила голем број на средства, околу 40.000 евра по година за студирање таму. И дополнително плюс трошоци за студирање од типот на авионски билети и слично. Живе знае повеќе. И сега проблемот е во нашиот систем. 10 години студенти добиваат стипендии за да студираат на најдобрите универзитети со цел да поправат одредени работи кои што не чинат овде во системот, а самата институција нема разработено систем како да ги врати назад и конечно последних, не знам, 10 години МОН во соработка со истите тие студенти ја прават иницијативата Мостови и е добар начин за да се поврземе со самите студенти кои што останале таму. Генерално можеби јас да би бил во странство би останал, но обврската си обврска, а државата вложила големи средства за тие студенти да се едуцираат бесплатно, односно на товар на државата. Сега зошто треба да се вратат? Првично поради оваа причина, но и дополнително добро е стекнатото знаење што е добиено таму да се пренесе тука и да се допринесе нашите институции, дали било тоа на државно ниво, во приватен сектор, да се развиваат, се со цел нашата економија и систем да се подобри. Мислам дека преку Мостови МК одредени промени може да се остварат, но исто така добро е и МОН повеќе да притисне на вистина студентите да бидат и физички присутни тука во следниот период. Има некои промени во правилникот кои што ги во новава година кои што ги има воведено Министерството и се надевам дека на вистина ќе има тоа ефект, затоа што не може да инвестираш средства во нешто без да евалуираш на крај на денот, а тоа не се случува само кај студентите, се случува и на ниво на факултети, универзитети, високообразовни стручни школи, така натаму. Александар, враќање. Тоа е можеби најтешкиот збор со оглед на приликите и условите тука и таму некаде, далеко од дома. Се разбира,
доколку условите би биле како што треба, никој не би си заминал од колевката, нели? Какво е искуството на оние што се вратиле? Работа, услови? Па најчесто не биле превземени од системот во моментот кога што требало да бидат превземени. Има таму одредени членови кои што ги дава договорот, сега се променети малку, но државата била таа која што не овозможувала работа на студентот по дипломирањето, а и моментот е дискрепанцата која што се прави, студираш на најдобрите универзитети, добиваш можност таму да работиш за плата можеби 10 пати повеќе од тука. Но на крај на денот институцијата Министерство за образование и наука е виновна што процесот не е евалуиран по завршување на истиот. Има иницијатива сега тоа да се среди, така? Можеш нешто да ни најавиш на што конкретно ќе работите со Министерството за образование и наука? Министерството за образование ги има на комисијата што е за студентски стипендии, ги има променете условите во делот на стипендиите за најдобрите универзитети на Шангајската листа, во делот на враќањето на сумата, колкава сума треба да вратат доколку не се вратат, но и ќе ги следи, ќе имаат регистар во кој што ќе се задолжени да ги следат во делот на до каде се со студиите и слично. Тоа до сега се нема правено, за да може после тоа да им понудат работа и да ги вратат назад во наводници, односно да се вратат по студирањето и да допринесуваат за нашиот систем. Генерално повеќе во делот на одредени техникали за полесно да може овие студенти да се вратат назад, а државата да и двете страни да имаат бенефит. Па да, најубаво кога и двете страни имаат да бенефит. Вашите заложби се во тој контекст, пред се заштитувајќи ги студентите. Благодариме, Александар. Овој пат преку Skype, но те чекаме за малку по-обширно интервју и во студио. Во следниот период ги следиме заложбите. Благодариме за вклучувањето. Имаме подготвено и анкета. Всушност, отидовме и на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, па да видиме што велат студентите, колку тие се заинтересирани за менторство и дали во суштина би сакале да слушнат некое искуство на некој од студентите кои што веќе се на некој од странските универзитети. Екипата на МТВ на терен. Ги прашуваме младите дали би отишле да студираат во странство и дали по завршување на истите тие студии би се вратиле во нашата држава. Повеќе би сакала да останам тука, дека веќе сме на економскиот факултет и некако иднината си ја гледам тука. Би студирала, да. Меѓутоа тука само што запишав мастер студии. Најверојатно не. Не сум баш јас многу по странство за студирање. Најубаво ми е да сум кај што ми е познато лично на мене. Ако имам услови за странство, би одел. Ако е таму подобро образованието него тука, да. Ако би била пак студент, би избрала повторно да студирам во Македонија. Искрено, иако размислувам на тоа да одам на мастер во странство, мислам дека конкретно за додипломските студии би ја одбрала повторно Македонија. Дали по завршување на тој мастер ти би се вратила во Македонија или пак би останала таму? Би се вратила, дефинитивно да. Која е мотивацијата да останеш или пак да одиш во странство и дали доколку би отишла би се вратила тука? Мотивацијата е најверојатно друштвото, луѓето што веќе се дружам долго време, колегите, семејството, фамилијата. И ако би отишла во странство, искрено и би се вратила поради семејството. Па најмногу од се моето семејство, најблиските што ми се тука и живота да придонесам за општеството каде што сум пораснала. Друштвото ми е тука, така, немам некои амбиции за странство. Зависи. Ако во Македонија имам подобри прилики некој странство, да. Ако не, тогаш би си останал таму. Па дефинитивно фамилијата и најблиските и нели, твоите луѓе. Па добро. Слушавме, да, што и како размислуваат студентите. Со вакви одговори и мислам дека беа едногласни во тоа дека би останале тука или би се вратиле тука, по ова треба да биде една таква мотивација пред се за институциите да вложуваат во услови
како да ги вратиме и оние кои што веќе се отидени. Еден од нив ни е живена релација, како беше, ваму таму сум, така? Така. Малку дома, малку во Холандија. Напорно ли е да се патува? Па околу 12 сати пате, вклучено со возови, со автобуси, менување и авионот нормално. Ама кога има за што да се иде тука, мислам дека е мотивирачки, тој труд не е за џабе на крајот. Главната цел е да се врати дома, така? Така. Да. И да останеш дома, се разбира. Една од заложбите која што всушност и те носи назад во Македонија, иако веќе и работиш нешто во Холандија, е Мостови МК, на кој се проектира работите? Мостови е изградено на 4 главни столбови и работиме на тие индивидуално со помош на други стипендисти исто што се во странство. Односно првиот столб и главен што е на mostovi.mk може да се најде сега е менторството. Поврзуваме македонски студенти, македонски предприемачи и млади професионалци и академици со студенти во странство што имаат завршено веќе година, 2, 3, 4, дури до 6 и студираат таму, работат и можат да вратат нешто од тоа искуство тука. Дали со совети, дали со практични знаења, на некој начин да се направи мост помеѓу странство и дома. Да, таа е символиката. Така. Втората иницијатива што ја работиме е работа на самостојни истражувања, односно истражувања кои може тука не добиваат доволно внимание заради недоволно средства, недоволно интерес од институции за да го поддржат тоа истражување, но сепак е многу битно. И се работи на такви истражувања. Уште немаме ништо конкретно завршено, но имаме 3-4 истражувања кои ги водиме во позадина. И со нетрпение чекаме да ги извадиме резултатите и да ги прикажеме на што имаме работено тука. Третата иницијатива е работа на градење, односно студенти од IT сектор, студенти од потехнички позадини, градат продукти, градат работи што може да се користат тука. Од смисла дигитализација, од смисла апликации, вештачка интелигенција, градат проекти кои ќе бидат од бенефит на Македонија, македонското општество и македонските граѓани. И тие проекти ги носат тука, ги започнуваат, ги водат студенти од странство. Четвртата иницијатива е малку посеопфатна. Таа вклучува работилници, вклучува настави, вклучува пофизички пристап на пренесување на тоа знаење. Една од тие иницијативи е хакатон, кој го спремаме сега. Ќе почнеме да примаме апликации од 1 март, па ќе се води 1 месец. До сега не е направен таков хакатон во некој концепт на инкубатор, односно на крајот на хакатонот студентите ќе направат продукт или прототип или MVP како што се вика, за после тоа да може да си го градат како стартап со помош на ментори од mostovi.mk, студенти кои имаат поминато низ тој бизнис свет, да ги поддржат и да им дадат насока од бизнис смисла и економски план, бизнис план, па потоа да си го водат како стартап во Македонија. Многу средства, многу енергија, многу време, средствата настрана, пари доаѓаат и си одат, времето и енергијата се најскапи. Очекуваш енергијата да остане. Очекуваш ли ефекти да има се тоа што го работат младите, кои што може да си посветат внимание и на нешто друго, на пример некои други задоволства во животот? Да, сепак мислам дека главната идеја е дека чувствуваме потреба да вратиме дома. И како што рекao од Министерство, едно што вработено што не поддржуваше највише тука, Анастасија Трајковска, рече дека доколку некој чука на врата кај нас да сака да понуди помош, греото е ние да ги вратиме. И мислам дека тоа мото продолжува тука кај студентите исто и таа мотивација и моментум што имаме почнато од октомври или ноември кога почнавме со работа на иницијативата останува
и само ќе се гради нагоре и нагоре кога ќе почнуваат да се работат и поголеми проекти, поголеми замави да се земаат во смисла на ангажирање на студентите. Ќе се гледа и други студенти што не се сега дел од програмата да се вклучат, па и помош од домашни институции, студенти, заинтересирани луѓе да го направат тоа како цел круг. Имаш време до летот, 7:59 е време кај нас се за вести и за шпица, имаш време до авионот да ни се вратиш. Да, ќе се вратам обавезно. Те чекам. Вливате надеж само да имате отворен пат.